Започнуваме со еден интересен настан, наречен музичко матине. Тоа подразбира утрински или пладневен перформанс. Сега ве водиме на музичкото матине, кој беше во организација на детскиот хор Звончење од Битола, а со цел зачувување на македонските детски песни. А како помина сето тоа? Погледнете во приложение. Неделното попладне го искористивме за матине. Матине беше концертот за утрински или попладневно, кој го организираа Марина и Андријана, двете успешни жени од Битола. Добро дојдовте во плејадот. Добре ве најдовме, ви благодариме што дојдовте и овој пат да видите со нас, како и секогаш Мега телевизија е тука со нас и ги прати сите наши концерти, избиднувања, сето она што сакаме да им го подариме на битолчани од музички аспект. Така, пратиме се што е актуелно и се што е ново во Битола. Ова е нов концерт. Што значи матине? Нешто подетално околу тоа. Матине значи утрински концерт и се практикува сегде низ европските земји, се практикува дури и кај нашите соседи, значи Србија, Бугарија, Грција и најчесто се одржува околу 12 сата, значи меѓу утро и пладне. И се кратки тие концерти и како поинтимни се, значи во помали простори, може во музеи, ние сме во малата сала, значи во театарот. Фактички работата е неделните утра или попладниња, луѓето наместо да ги поминат лежерно, да си дојдат на концерт и да се расположат. Да се едуцират. Ова се случаи втор пат во Битола, така? Прв пат беше од вас организиран исто така. Точно. Значи вие сте првите во Македонија што го донесе овој начин да речеме. Мислам дека во Скопје нешто се организирани некакви вакви концерти, утрински концерти, но во Битола, барем колку што јас имам информација, ова е
за прв пат да се случува и со летната вокална работилница која што правевме во летото, го започнавме ова музичко матине, сега е зимската вокална работилница и повторно направивме еден концерт и целта на овие вокални концерти, освен што сакаме битолчани со кафето кој што си го пијат на широк, сакаат да дојдат и да послушаат убава музика, да остане една убава традиција во недела на кафе и на концерт. На концерт па на кафе, може имаме и време да. Да, или на концерт и кафе, или па кафе, концерт, па ручек. Пренесувате на вистина интересна енергијата да го гледав концертот, онака баш позитивно. Значи станав спиење, одиш на концерт и буквално им добиваш позитива која имаш преку текот на целиот ден. Колку често ќе ги организирате ваквите концерти за да ширите позитива кај гледачите? Така, благодарам Мимин, се трудиме. Значи многу е важно на дечињата да им ја оставиме таа традиција и да уживаат во музиката и да пеат во живо. Целиот овој концерт е во живо, значи хорот пее во живо, солистите се во живо, Андријана свири во живо, да се оттргнеме од онај перфектен звук на кој што сме научени да го слушаме, кој што е сниман во студија, знаеме како се работат. Значи ова е еден природен звук со онолку колку што сме стигнале да сработиме со дечињата. Ги корепетираш децата. Тоа значи ги пратиш. Да. Колку е тешко со деца да се работи, колку тешко е да ги корепетираш, колку е тешко да ги пратиш во тоа, бидејќи се деца и викаат дека се непредвидливи до некој момент. Колку е тешко да му ја најдиш слабата точка, мислам, да се фокусираш да си на иста фреквенција со нив. Тешко е, да, но со работилницата значи трае одредено време. Ете, например, ова траеше цел месец, цел јануари, и сега како што се почнува, детето се навикнува на тебе, ти се навикнуваш на него и од прилика, значи знам кај треба да му поможам, каде не. Значи тоа е, како да кажам, взаемна една енергија, еден флуид и се осеќаме, детето ме осеќа мене, јас го осеќам него и се покриваме. Фактички тоа мене, јас него кај што треба. Тешко е, ама со вежбање, значи не е тешко. Уствари си иди како една работна навика, во навика. Ви благодарам за ова што ни го приредивте денес, навистина интересно. Се надевам ќе се гледаме и почесто натаму за други концерти. Јас се надевам, така. И нешто одете за крај од вас како порака? За крај, за порака, ова година ни е 10 години детски хор Звончиња. Детскиот хор Звончиња започна со работа 2006 година, ова е 2016, 10 години мачни, со многу труд, но мислам дека го заслуживме нашето место, со многу работа. Многу деца излегле од детскиот хор Звончиња, кои што се насочиле музички, кои што се запишале во државното музичко училиште, па продолжиле на факултет и целта ни е таа да ги откриваме талентите, да ги насочуваме онаму каде што треба да ги насочиме и да ги поканиме гледачите на Мега телевизија на нашиот концерт кој што еве премиерно ќе кажам ќе биде во март месец, средината на март месец, голем концерт во големата сала во Центарот за култура. Ќе се гледаме таму кога? Ќе се гледаме секако. Фала ви. Во друштво на деца сум сега, ве водевме на едно попладневно матине. Со мене се Симона и Ангела. Здраво, Симонче. Здраво. Здраво, Ангела. Здраво. Ајде да видам сега, вие што добивте? Што е? Диплома Зашто? за пеење. И пееше ти во хорот сега? Која песна ја спеа? Кога се лути тато. Ајде малце да ни спеш, може? Од рефренчето? Може. Ајде. Кога се лути тато, мама само се смешка. Кога се лути тато, тоа е некаква грешка. Кога се лути тато, сите се смееме сладко. Кога се лути тато, тато е најсмешен татко. Браво. Ки ми кажеш секој ти ја правеше фризурата? Да, Кој? мама. Многу убава си. Ајде да видиме, тука е Ангела. Здраво, Ангела. Здраво. И ти доби диплома, така? Да. За? За... Дека пееш, така? Да. Која песна испеат? Заради тебе, Зоране. Ајде сега и ти малце да ни отпееш од рефрена, може? Да. Заради тебе, Зоране, срцето чука посилно и сонот бега од мене. Заради тебе, Зоране. Ај сега вака двете да ве прашам, дали ти имаше трема кога пееше? Имаше? И страшно беше или не? Не. Не беше страшно? Друг пат ти имаш трема?
Да, пак. Добро. А ти имаше трема? Не. Не. А колку време пееш во звончиња? Па 3 години. Година, колку години имаш? 9. Браво се ти. Колку време пееш во звончиња? Не знам. Не знаеш? 2 години? Една? Колку? 2. 2? Добро. А колку години имаш? 6 и пол. Сега сум во друштво со Илона Шундовска. Илона, добро дојде во плејот. Добро ме најдов. Океј, која песна пееше ти тука на матинето? Јас ја пеев Someone Like You од Адел. Дали сметаш дека таа е тешка песна, дали лесно ја изведе, тешко беше да ја пееш таа песна? Па е тешка песна, ама повеќе вежбавме. Се одлучи на таа песна, најмногу поддршки имаше од Андријана или од Марина, од кој имаше повеќе поддршки или од двете заедно? Од двете. Тешко беше да работевте или лесно? Па лесно. Колку ти се допаѓаат вака концерти, попладневни или утрински? Многу. Да. Да. Значи еден апел до гледачите да дојдат на концерт наместо кафе да пијат, така? Да. Океј, фала.